Во председателската трка специфично е што тројцата најсериозни кандидати според историјатот на начинот на кој гласачите го даваат својот глас, односно за поголемите партии, се универзитетски професори, што значи дека професорот Ѓорѓе Иванов сигурно ќе биде заменет со друг професор. Веќе познати се имињата на кандидатите за председател на изборите закажани за 21 април, поддржани од парламентарните партии. Стево Пендаровски ќе се трка како кандидат на владината коалиција предводена од СДСМ и со поддршка од ДУИ. Гордана Силјановска-Давкова ќе се трка во име на опозицијската коалиција која ја води ВМРО-ДПМНЕ, а Блерим Река е кандидатот поддржан од Алијансата за албанците и Движењето Беса. За потребите на сите тројца, кампањите ќе ги водат партиски лица. Според очекувањата, шефот на Централниот изборен штаб на ДУИ, Изет Меджити, во оваа кампања и партиски инженеринг ќе соработува со Александар Кирацовски, кој е шеф на изборниот штаб на владејачката СДСМ. Во ВМРО-ДПМНЕ, активностите во однос на кампањата главно ќе треба да бидат одобрени од генералниот секретар на партијата Игор Јанушев, кој исто така е шеф на изборниот штаб. Кај професорот Река, извори за 1 ТВ, вела дека се очекува до екипирање за развивање на стратегијата, кое се очекува да заврши утре. Она што е дефинитивно е дека утре ќе биде објавено името на човек од доверба на Река, кој ќе соработува со шефовите на изборните штабови на Беса и Алијансата на албанците. Декларативно сите партии се залагаат за фери демократски избори и за реторика која би требало да ја отсликува програмата и идејата на председателот да биде ист за сите, но искуството покажало неретко дека говорите во кампањите се базираат на успесите и неуспесите на своите главни против кандидати. Она што според анкетите на организациите кои го испитуваат јавното мнение, може да се забележи е дека граѓаните сепак имаат свој приоритет. Вредностите кои ги бараат се честност, чувството за одговорност и толеранција, односно способност да ги смирува спротивставените страни, а таквите доминантни вредности на кандидатите ќе треба да се извлечат од кампањите на терен.